Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Ова е емисијата за Универзитетот отворено и како што најавувам во овој период од годината, во емисијата ги представувам единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски во насока на промоција на единиците пред уписите во новата академска 2024-2025 година. Веќе одамна ја започнавме кампањата за запишување нови студенти. И еве денеска за сите наши идни бруцоши се надеваме, го представуваме Факултетот за безбедност од Скопје, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Наш гостин е професор доктор Јонче Ивановски, декан на Факултетот за безбедност. Добар ден и добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Добар ден, добро ве најдов. Благодарен за поканата и се надам на пријатен разговор и на споделување на интересни значени информации за факултетот и за она што следува во наредниот период, а тоа е упис на новите студенти и се надам дека во овие минути кои што ги имаме на разговор, во најдобро светло ќе го представам Факултетот за безбедност со сите оние битни и значени информации кои што го осликуваат факултетот како горда членка на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола. Да кажеме на почеток дека вие сте нов декан на Факултетот за безбедност. Од неодамна веќе сте начело на овој факултет, па да ве запознаеме малку повеќе и ние, но со вас да се запознат и слушателите. Предходно бевте продекан за настава на Факултетот за безбедност. Така, од 22 декември наставно-научниот совет ме избра за нов декан, но моето званично стапување на функција на тоа работно место како декан на Факултетот за безбедност е од 13 јуни, тоа значи од утре, каде што и е закажана првата седница која што ќе ја водам како декан на Факултетот за безбедност. Сега морам да кажам дека разговорот го снимаме тогаш кога ќе се емитува, веќе ќе биде поминат и советот. Во секој случај честитки за изборот и се надевам дека во периодот што следи, додека сте декан, ќе имаме успешна соработка со вас, ние како Универзитетско радио, и од вас ќе ги добиваме сите потребни информации кога се работи за активностите што таму се реализират. Реков предходно бевте продекан за настава на Факултетот за безбедност, но како течела вашата кариера? Па вака, мојата кариера започна со полициската професија или пак, еве сега ќе се представам, моето средно училиште беше средното полициско училиште, каде што 4 години учев, за да после тоа ја започнам полициската професија како полицаец и тој период од 13 години кој што го поминав во Министерството за внатрешни работи ми е особено драг, бидејќи во основа успеав да се изградам како личност, како професионалец и многу ми помогна оној трансфер кој што го имав од една во друга работна средина и таа како работна средина е матична средина, бидејќи во основа и Факултетот за безбедност е тесно поврзан со Министерството за внатрешни работи и оној профил кој што го образуваме е пред се за потребите на Министерството за внатрешни работи, така да овој спој мислам дека не само за мене, туку и за многу други е добар, бидејќи знаете, доколку започнете во една средина, а го немате претходното искуство, работно, животно искуство, сепак мислам дека тој како дел сегмент ќе ви недостасува. Ете, јас имав таа можност, шанса, прилика да се градам во една таква хумана професија, која што на моменти е и ризична,
така да во тој временски период поминат во Министерството за внатрешни работи, секако имав убави спомени, имаше и неубави работи, особено како млад човек кој што е влезен во безбедносните процеси, каде што, меѓу другото, еве ќе споменам и конфликтот 2001 година, сум бил на браникот на државата, каде што со многу други припадници од Министерството за внатрешни работи сме давале својот придонес за заштитата и доброто на граѓаните на државата. Од 2005 година започнав на факултетот за безбедност и првото мое ангажирање беше како надворешен соработник, за да во наредниот период се направи избор во асистент. Времето кое што го поминав како асистент беше 10 години, каде што после тој 10 годишен период нели докторирав, бев избран во првото научно звање доцент и последователно нели како следува изборите, така напредував и во академската кариера. Од минатата година веќе сум и избран во редовен професор на факултетот за безбедност во науките за областа на полицијата или полициските науки. Тоа ќе прашував која е вашата специјалност? Па природно е некој кој што залажи се едно полициско, некој кој што работи во Министерството за образование, тука и да се насочи, тука и да го дава својот и научен пред се придонес, затоа и на почеток го спомнав оној спој кој што го имам помеѓу теоријата и праксата или пак во овој случај оној професионален бекграунд многу помака и во академската кариера. Особено еве сега во овие процеси каде што ќе бидам и прв човек нели на факултетот за безбедност и сите оние процеси на управување, раководење, доста ќе се отповикам на сето она што преткога сум го стегнал како искуство во моето работење. Добро, и студент на факултетот за безбедност, прв, втор, трет циклус, предпоставувам дека таму сте завршиле или? Па не беше баш така цело време да бидам во таа средина. Дипломирав на факултетот за физичка култура, исто таму магистрирав, а мојот докторат беше одбранат на факултетот за безбедност, така да јас сум доктор од областа на полициските науки, но потесна специјалност се полициските науки, во кои што полициски науки ми се направени сите досегашни избори во научни звања. Во секој случај, веќе долги години сте на факултетот за безбедност, знаете како се работи, знаете што барат студентите, што сакаат професорите и како сето тоа да се усогласи, но еве за оние кои што нели ги очекуваме како наши студенти на факултетот за безбедност, да кажеме нешто за историјата на факултетот. На некој може би им е чудно како факултетот за безбедност од Скопје да е единица на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола. Па вака, факултетот за безбедност е формиран од оваа перспектива далечната 1977 година и тоа како прв и единствен факултет во тогашната нели држава и на тој факултет во основа до почетокот нели или пак до расторањето на тогашната држава на тој факултет студирале не само студенти од нашата држава, од Македонија, туку и од околните тогашни републики. Тука само исклучок била Словенија, која што во тоа време нели исто имала високо образовна институција или пак факултет за потребите нели на безбедносната институција, но во основа сите други републики доаѓале студенти од тие држави да студираат на нашиот факултет. И во тој временски период факултетот за безбедност важел како институција која што во своите редови ги примува само најдобрите кандидати или пак најдобрите студенти, имало строги селекции како за прием, така и самиот процес на студирање. Затоа впрочем и говорат резултатите на оние дипломирани студенти кои што се и стожерот на безбедносниот систем или сектор, не само во нашата држава, туку и пошироко. Има голем број на истакнати стручњаци не само во сферата на безбедноста, туку и надвор од незе, каде што дава значаен придонес во она што го работат во моментот. Можам гордо да кажам дека наши дипломирани студенти се и во моментот на високи работни позиции во министерствата.
Исто така со гордост можам да кажам дека и моменталниот директор на Бирото за јавна безбедност е наш студент кој што магистрирал и докторирал на нашиот факултет, а такви примери впрочем има многу. Да. Рековте уште тогаш се правила строга селекција на кадрите кои што се примале како студенти, еве да кажеме на факултетот за безбедност, но таа практика останува и сега и во овие години. Имајќи предвид дека уште во првиот уписен рок се пополнуваат практично сите слободни места, што значи дека конкуренцијата е голема и се избираат оние кои што се најдобри. Па еве, можам да кажам дека факултетот за безбедност е атрактивен факултет кој што е препознаен од младите и за наша среќа се запишуваат студенти со одличен успех и навистина тешко може некој да влезе во државните квоти, а да нема одличен успех, а на некој начин и квотите со кофинансирање и тука имаме значителен квалитет или пак студенти со добар успех, така да се обидуваме како факултет да го задржиме приматот кој што го имаме во сферата на безбедноста и да дадеме шанса, можност да се запишат и да студираат студенти кои што покажале значителен успех во средното образование, така да многу е подобро да се држат предавањата со студенти кои што во основа се подготвени за нивните идни предизвици, а тоа е процесот на студирање. Рековте се трудиме и да задржиме атрактивноста на факултетот за безбедност, а сето тоа не само благодарение на кадарот кој што го има на факултетот за безбедност, туку и на студиските програми кои што тука се нудат, но за нив ќе проговориме по музичката пауза. Почитувани слушатели, останете заедно со нас на 90,8 МГц. Кажи дали некога сум те оставил, да самуваш, да тагуваш, остануваш сама ти. Кажи ми, лажеш дека простор фали помеѓу нас, лажеш дека ти си била заборавена, оставена со денови сама ти. Лажеш ти, нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам, нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам, нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Наша љубов има чудни правила, си заборавила, време минува, поминува, заминува. Дојди уште една за да има причина, не знам дали можам да ја вратам надежта, оставена, изгубена, длабоко во тагата. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам, нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам, нека збори ова душа како
Јаве повторно назад во програмата на Универзитетското радио Клу ФМ Битола. Ве подсетувам, ова емисијата за Универзитетот отворено. Наш денешен гостин професор доктор Јонче Ивановски, декан на Факултетот за безбедност. Дека не рековме дека сега во овој дел од разговорот ќе проговориме малку за студиските програми кои што им се нудат на студентите на овој факултет. И уште на самиот почеток ќе кажам дека имате студии за прв, за втор и за трет циклус студии, меѓутоа се организираат и специјалистички студии, ако не се лажам, но да одиме поред. На почеток она што е важно или што е интересно сега за матурантите, тоа се додипломските студии на прв циклус. Што им се нуди? Па вака, јас сега ќе дадам еден краток осврт на сите стадиуми на студии кои што ги нуди Факултетот за безбедност, но малку повеќе ќе говорам за студиските програми на првиот циклус на студија, оние кои што се од значење за средношколците, матурантите или пак нашите идни студенти кои што ги очекуваме. На првиот циклус на студии имаме 3 активни студиски програми. Тоа е студиската програма по криминалистика, во основа тоа е и најстарата студиска програма или она студиска програма со која што започнал да работи Факултетот за безбедност, кој што е формиран, како што рековме претходно, уште скоро 5 децени има постоење и во зависност од динамиката, од општествените промени, ние се обидуваме цело време да ги адаптираме на општествените потреби. Гордо истакнувам дека сите овие 3 студиски програми имаме добиено повторна акредитација за нив. Тоа значи дека овој процес е завршен, а во процесот на акредитација покрај тоа што имаме работни групи од факултетот и сите ние како наставници го даваме својот придонес, во основа нашите партнери од безбедносните институции даваат свој придонес и помагаат во предлозите кои што во основа заеднички ги даваме, за да на крај имаме студиски програми кои што ќе бидат препознаени, но и што ќе понудат квалитет, ќе понудат практичност, бидејќи во основа самата безбедносна професија е жива материја која што подразбира постојано трагање по вистината. Затоа се обидуваме овие 3 студиски програми кои што ги имаме, пак ќе ги напоменам. Тоа е студиската програма по криминалистика, безбедност и криминологија и криминална политика. Тие секој во својот дел си имаат своји специфики, но сепак се наменети за безбедносните институции. Студиската програма по криминалистика е најмногу врзана со полицијата, со полициското работење, каде што во основа го подготвуваме кадарот да биде подготвен, остручен, за да може да се соочи, за да го сузби и спречи криминалитетот кај нас во државата, организираниот криминалитет, понатаму да се грижи за јавната безбедност, општото добро на граѓаните, така да ова како студиска програма е најатрактивна на нашиот факултет, бидејќи во основа и нуди најмногу слободни места најширока најширока и можноста да се запишат на нова студиска програма е најголем, така да и интересот од средношколците или пак идните студенти е најголема за оваа студиска програма, но не помалку атрактивни се и другите 2 студиски програми или пак студиската програма по безбедност, каде што во основа повторно фокусот е кон безбедноста, но малку поинаку во споредба со студиската по криминалистика, каде што се зафаќа оној сегмент на помалите безбедносни институции кај нас, како што е Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување и уште голем број на такви слични помали безбедносни институции. Затоа фокусот тука е насочен малку кон тие институции, а не значи дека овој профил кој што би дипломира на оваа студиска програма не може да биде препознаен и да се вклопи, што се вика, и во функционирањето на полицијата. Полицијата она која што е како најмасовен државен орган, а кој што впрочем во својот делокруг на работа
извршува голем број на активности кои што се поврзани со безбедноста. И за третата така и за третата криминална политика и таа има допирни точки или се надополнува на овие две претходни кои што ги спомна. Овде малку повеќе да кажеме ова студиска програма е насочена кон она криминална политика која што има државата кон сторителите, кон оние што биле жртви на криминал, кон оние што овако да кажеме во делот како да се работи со овие субјекти кои што во дадениот момент биле, да кажеме, предмет на кривично дело, така да повеќе насочено кон центрите за социјална работа, кон управата за санкции, така да придонесот на нова како студиска програма е да профилира кадар кој што заутре ќе може советно да се вради во она криминална политика на држава, така да доста и од овој дипломиран кадар успева постдипломирањето да се вработи во јавното обвинителство, во затворските, да кажеме, институции, така да па ќе кажем ова како профил кој што го нуди факултетот за безбедност има една поголема широчина, така да се јас малку подетално се задржав на овие студиски. Така изборете за да може да се запознат што да очекуваат ако се запишат на некој од овие студиски програми. Но убаво е да се знае дека по дипломирањето на прв циклус им се нуди можност да продолжат понатаму со образованието секако доколку сакаат, а факултетот за безбедност тоа им го нуди. Значи имате и втори и трети циклус студии. Па вака, она што е започнато во првиот циклус на студии по една вертикала, природна вертикала, се пренасочува и на вториот и на третиот циклус, така да за овие студиски програми за кои што зборувавме до сега, истите ги имаме и на вториот циклус на студии, со тоа што за студиската програма по безбедност нудиме можност и едногодишни и двегодишни студии за оние студенти кои што не се од нашиот факултет, а кои што имаат 180 кредити или завршиле 3 годишни студии, се дава можност да го оформат своето образование каде што ќе се запишат на студиската програма безбедност 120 кредити и имаме уште една студиска програма, а тоа е специјалистичката програма по безбедност. Таа повеќе повторно е насочена нели за студентите кои што има 180 кредити, но повеќе е адаптирана за студентите или пак за вработените во безбедностните институции кои што сакаат да специализираат во одредена област, а секако тоа ќе им користи на работното место на кое што се распределени за да ги подобрат своите работни активности кои што ги извршуваат секојдневно, но и во основа и да напредуваат во професијата која што ја одбрале да работат. А за трети циклус? Вака, значи, на третиот циклус имаме само една студиска програма, тоа е студиска програма по безбедност. Тоа е така од причина што и законскиот лимит е да секоја високообразовна институција кај нас мора да има само една студиска програма. Исто оваа студиска програма е едно надополнување на сите овие студиски програми за кои што зборуваме и на прв и на втор циклус и со задоволство можам да кажам дека многу од вработените исто така во безбедностните институции одлучуваат да се запишат на докторските студии кај нас, кои што нели се 3 годишни и тука пополека да го доформат своето образование, а сето тоа да го имплементираат во работењето и да го дават својот професионален принос не само кон науката, туку и кон професијата. Добро, можам да забележам дека практично при секоја промоција на нови доктори на науки на Универзитетот Свети Климент Охридски Витола редовно има и докторант од факултетот за безбедност и тоа не само од државата, туку и надвор од границите на Македонија. Тука доаѓаат да се запишуваат студенти. Така е, не само значи студенти од Македонија, туку и од регионот ја препознаваат тоа студиска програма и доаѓаат, студираат кај нас и се премногу задоволни од условите кои што ги нудиме и квалитетот нели на самата студиска програма, така да во изминатиот период сме имале студенти од Црна Гора, од Косово, од Србија, доминантно значи од земјите од нашето поблиско опкружување, па да се надеваме дека атрактивноста која што ја нуди оваа студиска програма ќе биде во фокусот и на студенти кои што би се запишали и од други држави европски.
Голем број на погодности им се нудат на студентите кои се запишуваат на факултетот за безбедност во Скопје, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Витола, но за тоа по музичката пауза да ги одмориме малку и слушателите, но да не очекуваат повторно да слушнат за што се работи всушност. Бидете со нас на 90,8. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце и немам сила веќе да те погледнам во лице. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце, да не можам на друг да мислам освен тебе. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Бум бум бум, бум бум бум, и немам каде јас да побегнам. Ти се плашиш да ме сакаш, а сакаш да те сакам. Ме полудуваш што одиш без се враќаш. Се плашиш да ме сакаш, а сакаш љубов моја. Ништо не ми даваш, само сакаш да сум твоја. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Да побегнам. И немам каде јас да побегнам. Бум бум бум, бум бум бум, и немам каде јас да побегнам. Бум 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 бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бумеранг, бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Декан Ивановски, веќе зборувавме за студиските програми кои што им ги нуди факултетот за безбедност на средношколците, на матурантите, но и на сите останати кои што сакаат да го продолжат своето високо образование. Нели кажавме дека имате студии на прв циклус до дипломски студии, втор циклус магистерски, трет циклус докторски студии. Но на што го одликува факултетот за безбедност, тоа е практичната работа, практичната настава и клиничката настава која што им ја обезбедувате на студентите. Нели кажуваме на сите единици тоа е задолжително, меѓутоа без практична работа или без практична настава на факултетот за безбедност едноставно не се може. Така е современото образование не само на факултетот за безбедност, туку и воопшто треба да понуди двонасочност. Тоа значи дека оној кадар кој што го профилираме, ние на некој начин покрај тоа што ќе им понудиме теоретско знаење, во основа истите тие треба да го збогатат и своето практично знаење, своите практични вештини. Затоа постојано сме во комуникација со безбедносните институции кои што во основа ни помагаат во овој дел, и ние постојано во делот на наставата ангажираме стручници од практиката истакнати во својата професија, и тие даваат еден поинаков инпут или пак квалитет во наставата, така да тоа се забележува и од студентите, и се обидуваме да го негуваме тој двонасочен процес, каде што го даваме и ние нашиот принос како наставници кон безбедносните институции, но истиот тој двонасочен процес е и во обратна насока, така да имаме голем број и на предавања на покрај што се овие истакнати стручници, но и на други гости кои што одржуваат предавања за нашите студенти, и тоа е еден добар начин на комуникација кој што се обидуваме само во континуитет да го продолжиме. Впрочем, и нашите студенти посетуваат
практична настава во текот на годината и тоа е некаде 30 дена годишно, каде што имаат задолжителна практична работа или настава во безбедносните институции, така да тоа е еден придоден спус кој што ние го даваме кон нашите студенти и кон студентските програми кои што ги имаме на нашиот факултет. Студентите на факултетот за безбедност првенствено би рекле мора да научат како да се однесуваат со луѓето околу нив, со оглед на тоа што во нив се гледат личностите кои можат да ни помогнат, да ни се најдат кога имаме проблем, било да е безбедностен, сообраќаен, еве сега да не ги редам сите, но односот со луѓето многу значи. Па вака, на прво место се обидуваме да изградиме здрави личности кои што ќе можат веднаш да се вклопат во нивната работна средина. Тоа подразбира дека, да кажеме, полицијата е јавна служба која што е во постојана комуникација и контакт со граѓаните. Тоа значи дека граѓаните кога имаат некој проблем се обраќаат кај полицијата и наша обврска е да подготвиме кадар кој што ќе може да биде сервис на граѓаните, а во исто време нели и да ги заштити граѓаните кога е загрозена или пак нарушена безбедноста, така да врската која што имаме ние како факултет е постојано да го градиме тој однос на доверба со јавноста, а тоа се стекнува само доколку успееме да профилираме вистински кадар кој што ќе одговори на предизвиците на ова современо демократско општествено живење, каде што знаеме колку брзо се одвиваат процесите, затоа ние се обидуваме да ги следиме со современите трендови и она што ќе понудиме на пазарот на трудот да може за краток временски период да се вклопи во системот на функционирање, а секако знаеме дека безбедноста е скап производ. Скап производ кој што мора постојано да се негува и да се одржува во една кондиција, бидејќи во основа граѓаните треба да имаат едно добро јавно мислење кон безбедносните институции кои што впрочем по службена должност се задолжени да се грижат за јавното добро на сите нас. Во текот на студирањето, веќе кажавме, студентите кои што се запишуваат на факултетот за безбедност покрај тоа теоретско знаење, нели, како што имаме обичај да кажеме, го добиват и она практично искуство, но за нив организират и други активности, тука си секако и лабораториите каде што можат она што го учат во настава и да видат практично како би можеле да го применат, но има и други интересни работи кои што ете така ги влечат. Постојано гледам на вашата веб страна се организират школи, летни кампови, меѓутоа тоа не се кампови за забава. Напротив, тука е, како што гледам, доста напорно за нив, меѓутоа тоа со радост и со желба го прифаќаат, го сакаат тоа. Па вака, покрај теоретските предизвици, на прво место се и оние практични предизвици кои што би ги очекувале нашите идни дипломирани студенти, така да ние тука даваме онака добар акцент на тие дополнителни практични активности. Еве, на прво место тука ќе спомнам и теренската обука, која што ние со години ја организираме, а за некоја среќа јас сум еден од носителите на таа теренска обука. Еве сега и во моментот сме во преговори и во договарање и организирање на оваа теренска обука која што треба да се случи во наредните денови. Таа како обука е онака доста препознаена од студентите и буквално ги доближуваме до суштината на нивното функционирање во едни природни или пак неприродни услови во кои што би се нашле тие како иден кадар и се обидуваме да направиме тој квалитетен спој помеѓу теоријата и практиката, бидејќи во основа постојано има надополнување, а факултетот за безбедност како високообразовна институција во многу сегменти се разликува од многу други профили кои што ги нуди и нашиот универзитет, но и пошироко, затоа се обидуваме да бидеме поразлични од останатите или пак да понудиме нешто што го има само кај нас. И сега врзано за таа теренска активност, што се тука им се нуди? Спиење од шатори, активности, она што значи ситуации кои што би можеле да се случат, а тие да бидат подготвени како идни професионалци во
областа што ја изучуваат? Па вака ние се обидуваме колку што може максимално да изимитираме реалноста, што би било ако би било доколку некој се најде во непријатност, затоа нудиме едни, да кажеме, несекојдневни услови на тоа кампување. Во основа тука го активираме оној социјален момент, бидејќи тоа во основа се млади луѓе кои што имаат потреба од дружење, кои што имаат потреба времето да го поминат со некого, а главниот акцент се става на сите оние вежби, сценарии, активности кои што се во основа реално или пак се обидуваме ние да ги направиме колку што можно реално, за да кога ќе се соочат тие да знаат во моментот како и психолошки да бидат подготвени и физички и да можат, нели, со помалку или скоро со никакви последици да ја постигнат целта. Затоа фокусот е да понудиме едни услови кои што и не се баш секојдневни и не се можеби прифатливи, но студентите тоа многу брзо го препознаваат дека во основа ние можеме да функционираме и во вакви едни специфични услови. Самото кампување или сместување е во шатори каде што студентите спијат, нели, во вреки, полски креветчиња, самото приготвување можеби и на храната е во импровизирани услови. Сето тоа го правиме и на простор кој што е соодветен за таа намена, иако сега ги користиме ресурсите или пак кампот на Министерството за внатрешни работи и истото тоа го реализираме во Лазарополе, во Националниот парк Маврово и самиот тој камп е изолиран од секојдневието. Професоре, морам уште да кажам дека тоа постојано, можеби го спомнувам, не е некоја, да не се свати како некоја флоскула, но се поголем број девојчиња се запишуваат на факултетот за безбедност, се руши она стереотип дека тоа е машка професија и девојките покажуваат дека и тоа како можат да се носат со овие предизвици. Па реално веќе ние не само за ова, да кажеме, полициска професија, и за многу други професии веќе не е ова некоја вака флоскула дека во основа имаме машки и женски професии, туку имаме успешни или помалку или повеќе успешни, така да има некој тренд на запишување на повеќе на девојчиња од машки. Треба сега тоа да се направи може една истражувачка студија зошто е тоа така. Впрочем, тие по ниеден основ не застануваат во споредба со машките, дури и се подобри и се обидуваат да им докажат на машките дека во основа ние можеме да бидеме и подобри во вас, и кога има надпревар, во основа тука се создава и квалитет. Така да не е никаков хендикеп што на факултетот за безбедност моментално стои сооднос на машки женски е во прилог на женскиот пол. Еве, јас сега можам да кажам дека додека учев средно полициско училиште, бев последната генерација на машки, но генерацијата после мене која се запиша веќе има девојчиња, и тоа во многу помал процент, иако доминантно, докато ако земеме да ги анализираме вработените, особено во јавната безбедност, ќе видиме дека сепак доминираат машките, но трендовите се менува, така да мораме и ние постојано да се менуваме и како висока образовна институција, но и воопшто како општество. Ова го кажувам и го споменуваме, нели, само да им кажеме и на девојките дека слободно може да се запишат. Условите за сите се подеднакви, да не мислат дека ако се запишат нешто ќе им се попушта. Нема попуштање, мора да се работи подеднакво со сите исто. Сега малку околу она што значи научно-истражувачка работа на академскиот кадар, постојано сте присутни на разни конференции, симпозиуми, а и самите организирате работилници, семинари за вашите студенти. Така, сега покрај тоа што може нашата основна мисија и дејност е насочена кон профилирање на квалитетен кадар, да не ја заборавиме и нашата дејност или научно-истражувачката дејност, која што зборува за самиот факултет, за неговите резултати, за неговата препознатливост. Затоа се трудиме и во тој дел да не заостануваме, и гордо можам да кажам дека факултетот за безбедност учествува во голем број на домашни проекти, но во последно време тој број на проекти е зголемен, особено зборувам за меѓународните проекти, така да пополека
сите овие можности кои што се нудат на пазарот овозможуваат вмрежување на наставниците, особено во овие меѓународни мрежи, каде што се отвара голема можност за соработка, така да во моментот Факултетот за безбедност или пак дел од наставниците се учествуваат или пак се дел од неколку значајни проекти кои што ги нуди европскиот пазар или пак Европската комисија, а се однесуваат на проекти кои што произлегуваат од Еразмус програмата или пак Хоризонти и некои слични други програми кои што исто така вклучуваат можности за учество во проекти, но да не ги заборавиме и големиот број на истражувања домашни кои што ги имаме направено, особено со безбедносните институции, каде што се обработени или пак лоцирани проблеми и е даден еден наш придонес кон подобрување на состојбата на функционирање на самите институции, а сето тоа е тесно поврзано со истражувачките резултати кои што се добиени од спроведување на самите истражувања. Ова во прилог на она дека студентите кои што тука студираат на Факултетот за безбедност своето знаење го добиваат од врвни професионалци од кои што можат многу да научат. Сега сосема за крај, декане Ивановски, која ќе биде вашата порака до младите? Сега кампањата за запишување студенти е веќе започната, ги очекуваме да се запишат и на Факултетот за безбедност и на останатите единици на УКЛА. Па вака се обидуваме да ги привлечеме идните студенти на еден природен начин, без да се наметнуваме, оставаме простор тие самите да проценат, тие самите да одлучат, а нашата мисија е да постојано нудиме квалитетни студиски програми кои што ќе бидат препознаени од страна на студентите. Знаете како оној повратен фидбек кој што го добиваме од безбедносните институции, кои што постојано велат дека вашиот кадар веднаш успева да се вклопи во работните процеси, многу кажуваат дека ние многу посветуваме внимание на квалитетот. Впрочем, и самиот број на запишани студенти не е ист, и со студентите кои што ќе дипломираат сепак има еден природен процес на селекција и доаѓањето на диплома, и не е така едноставно, така да се обидуваме она што го имаме како некој вид на бренд, како факултет, да го задржиме понатаму. Мислам дека само така можеме да одиме напред, доколку создаваме здрав кадар кој што понатаму успешно ќе се вклопи во процесот, во професионалниот процес на функционирање. Ние имавме и оваа година една успешна кампања каде што посетивме голем број на училишта, и тоа не само училишта кои се од градот Скопје, туку и од внатрешноста, и на тој начин успеваме да се доближиме до средношколците или до матурантите, и сепак да им понудиме можност тие самите да изберат дали Факултетот за безбедност ќе биде нивната идна дестинација образовна. Први овој разговор беше во таа насока да го промовираме Факултетот за безбедност во Скопје. Декан Ивановски, јас ви благодарам за одвоеното време, ќе ви посакам добро здравје, ќе ви посакам успешно да го водите факултетот во наредните години како декан на факултетот, и се надевам, како што реков и на почетокот, на добра соработка со вас, вие како Факултет за безбедност, ние како Универзитетско радио. Но пред себе успешна нова академска 2024-2025 година. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас, и се надам дека ќе имаме уште многу вакви можности каде што ќе зборуваме на различни теми, а секако главен фокус ќе биде високото образование, Факултетот за безбедност и сите оние можности кои што се нудат не само на Факултетот за безбедност, туку и воопшто на нашиот универзитет. Време за плачење, колку жешко може дај се топев пред тебе ко да сум ја шеке, на тоа ќе остане
Кога помина лето е среќа се смеам на глас. Секој пат кога на тебе јас ќе помислам и знам нема никој како нас. Знам дека ме мислиш како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се спремам и без див ја сторам. Секогаш кога од тебе одам, но те знам јас тебе. Нема да ме оставиш мене. Ова чувство е се од небо на земја, па каква дилема. Нема назад враќање. Патот сега лесен е. Те гледам за себе, ти светиш ко мене. Еден за друг ние смее. Времето си лета, кога помина лето е среќа се смеам на глас. Секој пат кога на тебе јас помно мислам и знам нема никој како нас. Знам дека ме мислиш како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се стремам и без див ја сторам. Секогаш кога од тебе одам, но те знам. И тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова Груеска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Разделба на усните почива. Љубово срце мир не дава. Љубовта треба да победи. Светлина од гради да излези. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Твоите бакнежи најсладки, мои се копнежи најгорки. Љубовта треба да победи. Светлина од гради да излези. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај.
Укло FM Битола, јули 2024 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло FM Битола. Избери квалитет, избери традиција, избери го Укло. И слушај Укло FM Битола 90,8 МГц.